Вам благодарам. Почитувани присутни, денес расправаме за нацрт амандманите предложена од оваа влада за промена на Уставот на Република Македонија. За истиот устав, за кој премиерот се колнеше дека нема да се менува, за сега да бара промена на Уставот со цел промена на уставното име. Година и пол додека сте на власт, наместо да работите за подобрување на животот на младите, пензионерите, социјалците, земјоделците, како што им ветувавте на сите нив, единствено зашто вистински се залагате е промената на нашето вековно име. Од денешна дистанца гледаме колку бил во право Блаже Коневски, кога уште пред половина век кажал: големо ни е името, ќе сакаа да ни го земат. За жал, тоа време дојде. А оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, го стави на продажба како да е нивна лична своина. Уште од почетокот водевте тајни преговори без консултирање на опозицијата, без стручната јавност во Македонија, без консултации со председателот на Република Македонија, кој според Уставот на Република Македонија е единствениот што може да подпишува меѓународни договори од ваков карактер. На 30 септември граѓаните на Република Македонија, народот се изјасни. Со неизлевањето на референдумот јасно ви ставија до знаење дека се против промената на уставното име. Државната изборна комисија го прогласи овој референдум за неуспешен и одлуката ја објави во службен весник. Со што оваа спогодба и политички и правно е мртва. Со тоа овој процес требаше да биде запрен. Следствено на ова, одлуката за отварање на Уставот е незаконски и нелегитимна. Но вас и тоа не ве спречува да продолжите понатаму. Газите по достоинството на македонскиот народ, уништувате се што е македонско и крајно иронично ни велите и нам и на цела македонска јавност, на народот македонски, дека тоа е за доброто на сите, дека тоа е за влез во ЕУ и НАТО. Нашиот став е одамна познат. Ние сме за влез во ЕУ и НАТО. Граѓаните на Република Македонија се за влез во ЕУ и НАТО, но никако, не по секоја цена. Не можеме да влеземе во ЕУ и НАТО обезличени, обезимени и со свитка на кичма, како што сака да не внесе Зоран Заев. Сакаме да влеземе во ЕУ и НАТО, но со високо крената глава, достоинствено, така како што не признаа 140 земји во светот. Дали после ова премиерот ќе им се јави на сите кои не признале под уставното име и ќе им рече дека сгрешиле што не признале под Република Македонија и дека од сега сме нова држава со ново име. Петре М. Андреевски пишуваше: не е срамно да умреме до еден, но голем срам е ако останеме без нашето име. Да, срамно е и жално е и болно да останеме без име, да останеме обезличени. Срамно е за нас да се самоукинеме и да се самоуништеме како македонци. Дали кога на изборите го баравте гласот на народот, им кажавте дека ќе го сменете името на нашата татковина? Или тогаш ветувавте живот со 500 евра плата, ветувавте подобар живот за младите, повисоки субвенции за земјоделците, ветувавте чист воздух и што ли уште не, за денес да ни го менувате вековното име. Никој од нас нема мандат од граѓаните на Република Македонија да го менува името на Македонија. Денес овде расправаме за 33-тиот амандман кој вели дека во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во членот 36. И ве слушам и денес, и деновите предходно, како вие тоа одлесно го кажувате. Зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија. Сваќате ли дека овде не се работи само за зборови, се работи за нешто многу поголемо, нешто свето, се работи за промената на нашето име, на нашата татковина. И прашање за сите вас, кои гласавте на 18 октомври, но и ќе ги гласате овие уставни измени. Стварно ли вам тоа ништо не ви значи?
Стварно ли вас не ве боли срцето и душата, што стискате копче да се самоукинеме? Не ве боли што нашите деца, вашите деца, ќе бидат родени и ќе растат во некоја ново создадена држава, на која не сакам ни името да и го спомнам? Или сето е партиска одлука и немате избор? Не, колеги, избор има. Овде не се работи за партија, не се работи ниту за Социјалдемократскиот сојуз, ниту за ВМРО ДПМН, ни за ДУИ, ни за било која друга партија. Ова е надпартиски интерес. Се работи за Република Македонија, за граѓаните на Република Македонија, кои сега живеат, но и ќе живеат овде, а кои на референдумот на 30 септември јасно ви дадоа до знаење дека се против промената на нашето уставно име. Вие одите спротивно од волјата на народот, од волјата на тие кои ве избрале и кои ве донеле тука. Немате мандат од народот да го правите ова што денес го правите. Се колневте дека нема да дозволите промена на уставното име, дека нашиот устав е одличен и дека нема промена на уставот. За сега да слушаме од сите вас, колеги, колку е добро да се смени уставното име и дека тоа ќе значило прогресивен напредок на Република Македонија. Прогресивен напредок за Република Македонија ќе биде која ќе започнете со капитални проекти, која ќе започнете со работа во интерес на граѓаните на Република Македонија. Но очигледно е дека вие не сте дојдени за тоа. Вас народот и нивните проблеми воопшто не ве интересираат. Вие сте дојдени со една единствена цел, а тоа е да се промени уставното име на Република Македонија. И како што се во овој ваш мандат направивте надвор од законот, така исто на шверцерски начин сакате да го поминете и ова денес, менувањето на уставот, на најсветото и најважното нешто за една држава. Но кога сте вие во прашање, ништо не треба да не чуди, па ни ова. Самиот премиер јавно кажа дека нема да ги покажат амандманите пред референдумот, за да не ги исплашат граѓаните на Република Македонија и да не им биде непријатно кога ќе гласаат. Но да се вратам на амандманот 33, со кој само со еден амандман всушност се прави промена во 51 член од Уставот на Република Македонија, што е досега непозната пракса за менување на уставните одредби. Во досегашната пракса на измени и дополнување на законите, а посебно на Уставот, секогаш се применувала методологијата на прецизно наведување на тоа што конкретно се брише, се менува или се додава во правниот акт. Секоја промена во текстот на Уставот мора да биде прецизно наведена и содржана во уставните амандмани, бидејќи само таквиот процес може да ја гарантира правната сигурност на граѓаните во системот. Но сето ова оди само во прилог на тоа што го кажав пред малку за шверцерскиот начин на кој сакате да ги поминете овие уставни амандмани. Исто така, предлагачот на овој амандман, тоест владата на Република Македонија, нема кажано ниту еден збор што всушност ќе се случува со придавките македонско, македонска, македонски во Уставот, имајќи во предвид дека според членот 7 од спогодбата во Преспа, тие мора да бидат дообјаснети, допрецизирани и со Уставот. Или ова оди во прилог на тоа што го кажа во врска со изјавата на премиерот, да не ви биде непријатно вам кога ќе гласате. Без разлика дали ќе биде сега кажано или понатаму во следната фаза, на сите нас ни е сосема јасно дека нема ние повеќе да бидеме македонци. Ние само дома додека си разговараме ќе можеме да си се ословуваме како македонци. Но секако и тогаш тоа да го правиме предпазливо, затоа што ако не слушне јужниот сосед, може и ништо нема да го спречи повторно да стави вето на нашиот влез во ЕУ и НАТО. И покрај тоа што сме ги исполниле сите услови кои ни се поставени од нивна страна, а кои се содржани во спогодбата од Преспа. Ова спогодба е асиметрична и со ултимативен карактер, бидејќи создава само обврски за Македонија или за втората страна, како што стои во спогодбата, и права за Република Грција. Условените обврски на Грција не се вистински обврски, бидејќи се условени од остварувањето на обврските на втората страна, што е само по себе една голема уцена. Идентитетските прашања,
не можат да бидат предмет на меѓународен договор. Тоа е загарантирано право на секоја нација, па и на македонската. Придавката северна значи негирање на нашиот идентитет. Дали сте свесни вие, колеги, што се смеете овде? Што всушност прави оваа влада? Дали сте свесни дека жешкиот костен е префрлен овде на сите вас и дека вие сте тие на крајот кои ќе ја донесат конечната одлука за промената на името на Република Македонија и за промената на Уставот? Вашите идни поколенија ќе бидат за навек одбележани како деца на предавници, кои го смениле вековното име на државата заради нечии туѓи интереси. Дали сте свесни дека тој тежок печат им го оставате во наследство? Пак ќе речам, избор имаме, од нас зависи дали ќе бидеме во историјата запишани како предавници или како луѓе, херои, кои си го зачувале својот идентитет и своето достоинство. Од нас зависи како ќе бидеме запишани во историјата која во овој момент се испишува. Ви благодарам.